Добре дојдовте во урбаните вести. Големите производствени капацитети не се виновни за загадувањето на Скопје. Ова е само најава за вестите, а еве што ќе гледате во нив. Големите производствени капацитети со високи стандарди за заштита на животната средина. Се реконструира дел од улицата Исе Амаџовски во Хром. Ќе се зголемуваат средствата со кои ќе располагаат општините. Во средните училишта утре второ пријавување за упис во 2018-2019 година. Загадувањето во главниот град не е резултат на работењето на големите производствени капацитети. Ова денеска го потврдија градоначалникот на град Скопје и директорот на цементарница Усие при посетата и обиколката на фабриката, која што во текот на летниот период работи со полн капацитет, а загадувањето на воздухот е многу помало за разлика од зимските месеци. Загадувањето на амбиенталниот воздух во Скопје во текот на летниот период се чини дека не е толку актуелна тема во јавноста и помеѓу населението. Сепак, оние индустријски капацитети кои честопати се посочувани како најголеми загадувачи, работат со полн капацитет токму за време на градежната сезона, односно за време на летниот период, што отвара прашање дали големите производствени фабрики се виновни за енормната загаденост во Скопје. Одговор на ова прашање денеска добивме од првиот човек на цементарница Усие при посетата и обиколката на фабриката. Имено, директорот на Усие, Борис Хрисафов, напомена дека во текот на зимските месеци, кога загадувањето во градот е на највисоко алармантно ниво, фабриката работи со половина капацитет, а некогаш и не работи. Пример ви е летниот и зимскиот период, мислам. Цементарница Усие работи летно време со максимален капацитет. Зимно време секупат сме или 50% или 0%. Нема цемент, нема градба, нема потреба од производство. Така да зимно време сме во ремонт, а тогаш емисиите во град Скопје се највисоки. Во изминативе години фабриката инвестирала 40 милиони евра за подобрување на животната средина, а исто така големо внимание било посветено и на намалувањето на бучавата. Ги заменивме сите електростатски филтри кои што во минатото не можеме да кажеме дека беа лоши, но со секој пат на електричната енергија се исклучува и имавме емисии. Сега се заменети со најсовремени модерни врекести филтри кои што практично на прошетка да ќе ви ги покажеме, ќе видите дека не е можно практично да излезе било што надвор од џаците. Исто така се залагаме за намалување на бучавата. Не сме ние тие што дојдовме во градот, градот дојде до нас, али ние сме свесни на тоа и ние мораме да се подобруваме континуирано. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов нагласи дека градот посветено работи на отстранување на дивите депонии, со што очекува загадувањето на воздухот во текот на зимските месеци да не ги достигне алармантните бројки од претходната зима. Имајќи предвид реакциите на јавноста години на назад и вклучително зимово што остана зад нас, сакам да влеземе на сите оние критични точки што кај граѓаните се предизвикуваат сомнеш дека определени точки или определени пунктови производствени или погони се тие кои што го загадуваат воздухот. Во текот на летниот период ќе ги исчистиме и дивите, да речем, населби каде што се собира отпата што се долж реката Вардар со цел да превенираме што е можно повеќе состојби, затоа што огновите на отворено, индустријата партиципира во загадувањето околу 20% во амбиенталниот воздух зборувам. Сакаме сега, додека е летниот период, да ги направиме подобри сите можни перформанси со цел да спречиме што е можно повеќе да не ни се јавуваат многу денови со сериозни пикови на загаденост во текот на зимскиот период. Не велам дека ќе ги нема, меѓутоа ние во овој период сме должни да го работиме токму ова за да зимото имаме подобри перформанси и резултати на воздухот. По барање на жителите од општина Ѓорче Петров се реконструира дел од улицата Исе Амаџовски покрај детската градинка во Хром. Во овој дел од општината исто така се поплочува и пешачка патека од улицата до градинката во должина од 400 метри. Општина Ѓорче Петров започна со градежни активности за рехабилитација на дел од улицата Исе Амаџовски покрај градинката во Хром.
Како што информираат од општината, реконструкцијата на оваа улица следува по барање на граѓаните, а со санација на оштетениот дел од улицата се решава проблемот со кој жителите од овој дел на општината долги години се соочувале. Во насока на подобрување на патната инфраструктура и обезбедување услови за безбедно движење на пешаците, во завршна фаза е и поплачувањето на новата пешачка патека во должина од 400 метри од улицата Исаја Мажовски до градинката. Во општина Карпош заврши проектот за проверка на видот, во чии рамки беа опфатани основците од сите 10 училишта, а во следната фаза и дечињата од сите градинки во Карпош. Во периодот од декември 2017 година до 1 јуни оваа година прегледани се вкупно 2700 дечиња. Вкупно 2700 дечиња од општина Карпош од декември минатата година до 1 јуни годинава се прегледани во рамки на проектот за проверка на видот. Како што информираат од општина Карпош, прегледани беа основците од сите 10 училишта, а во наредната фаза и дечињата од сите градинки на територија на локалната самоуправа. Бесплатните превентивни очни прегледи ги спроведе Lions клуб Кале преку проект во соработка со Lions District 132 клуб Македонија и USAID. Примерна цел на проектот е да се откријат евентуалните аномалии со слабиот вид кај најмладите, уште во рана фаза, и во тој случај да се препорача посета на стручно медицинско лице за понатамошен третман. Од општината информираа дека локалната самоуправа и во новата учебна година интензивно ќе работи на зголемување на детската заштита. Општините ќе добиваат средства од приходите од ДДВ. Оваа одлука е донесена на последната седница на владата. Општините ќе добиваат по 3 милиони денари фиксно и променлив дел кој ќе се распределува во зависност од бројот на жители, површината на општината и бројот на населени места. Приходите во една општина се слеваат од сопствени извори на приходи, дотации од централниот буџет и од буџетите на фондовите и со задолжување. Но за долгорочен стабилен развој на општините е неопходно да се изгради одржлив систем базиран на стабилни и постојани извори на приходи. Владата на последната седница ја усвои предлог уредбата за методологија за распределба на приходите од данокот на додадена вредност по општини за 2019 година. Според пресметката која што ја подготви Министерството за финансии, средствата ќе се распределуваат по следниот модел: фиксен дел во износ од 3 милиони за сите општини и градот Скопје и променлив дел кој што ќе се распределува според математичка формула: 65% во зависност од бројот на жителите во општината, 27% во зависност од површината на општината и 8% според бројот на населени места во општината. Распределбата на дотации од ДДВ ќе се врши од буџетот на Република Македонија, почнувајќи од 1 јануари 2019 година. Обезбедувањето финансиски средства за една општина е многу важен сегмент за спроведување на надлежностите и реализирање на идеите. Градоначалниците во голем дел од работното време се ангажирани на барање поддршка за проекти, наоѓање партнери, подготовка на соодветни проекти кои ќе користат средства од ИПА или од други фондови, обезбедување грантови и слично. Општините се финансираат од сопствени извори на приходи, дотации од централниот буџет и од буџетите на фондовите и со задолжување. Приходите се обезбедуваат од локалните даноци, данок на имот, данок на наследство и подарок, данок на промет на недвижен имот и други локални даноци утврдени со закон. Од локалните такси, комуналните и административните такси, локалниот надомест, односно надомест за уредување на градежно земјиште, надомест од комунална дејност и надомест за просторни и за урбанистички планови и од приходите од сопственост. Општината може да остварува приходи од закупнина, приходи од камати и приходи од продажба на имот, од донации, приходи од парични казни утврдени со закон, приходи од самопридонест и други приходи утврдени со закон. Од буџетот на државата и од буџетот на фондовите се обезбедуваат дополнителни приходи во вид на дотации за финансирање на надлежностите определени со закон и за реализација на капитални инвестициски проекти. Блок дотацијата се доделува за финансирање на надлежностите на општините во културата, спортот и рекреацијата, основното и средното образование и во социјалната заштита. Но за долгорочен стабилен развој на општините е неопходно да се изгради одржлив систем, базиран на стабилни и постојани извори на приходи.
Во скопските гимназии Јосип Броз Тито, Никола Карев, Орце Николов, Георги Димитров и Рада Јовчевски Корчагин. Запишувањето ученици во прва година е завршено во првото пријавување. Во средните училишта во кои се уште има место, учениците за запишување во прва година средно ке може да се пријават утре, во второто пријавување од првиот уписен рок. Во јавните средни училишта утре ќе се спроведе второто пријавување во јунскиот рок за запишување ученици во средно образование во учебната 2018-2019 година. По првото пријавување на 18 и 19 јуни, Министерството за образование и наука соопшти дека за второто пријавување слободни се вкупно 24.086 места, од кои за гимназиско образование 6.068 и за стручно образование 17.900 места. Резултатите од запишувањето и слободните места ќе бидат објавени в петок на 29 јуни. За второто пријавување училиштата може да го намалат утврдениот број минимум поени дадени во конкурсот најмногу до 10 поени, освен за гимназиско образование, економско-правна и трговска и здравствена струка. На првото пријавување овој месец во прва година средно за 2018 и 2019 година се запишале 11.697 ученици, од 17.590 кои конкурираа. Како и во минатите години, најголем беше интересот во гимназиите, така што запишувањето ученици, како што информираше Министерството за образование, е завршено во скопските гимназии Јосип Броз Тито, Никола Карев, Орце Николов, Георги Димитров, Рада Јовчевски Корчагин, како и за образовни профили од здравствена струка и од економско-правна и трговска струка. За учениците од 9-то оделение кои се упатени на поправни испити, испит на годината, испит за побрзо напредување, ќе се организира втор уписен рок во август во училиштата во кои ќе има слободни места по јунскиот рок. Пријавувањето и запишувањето на учениците во августовскиот рок ќе биде на 23 август. Забраната за продажба на алкохол по 19 часот во зимскиот период и по 21 часот во летниот период е укината и ќе стапи на сила 8 дена по објавување во службен весник. Со новите измени се дозволува продажба на алкохолни пијалоци во киосците, но останува забраната за продажба на алкохол на бензинските станици. Укината е забраната за продажба на алкохол во трговијата по 19, односно по 21 часот, воведена во 2008 година, откако собранието ги усвои измените на Законот за трговија кои ќе стапат на сила 8 дена по објавување во службен весник. Со најновите законски измени што пратениците ги усвоја на вчерашната собраниска седница, се дозволува продажба на алкохолни пијалоци и во киосците, но останува забраната за продажба во продавниците во состав на бензинските станици. Останува и забраната за продажба на алкохол на лица помлади од 18 години. За да може да продаваат алкохолни пијалоци, трговските објекти и понатаму треба да поседуваат соодветни лиценци. Овие измени во Законот за трговија ги бараше Стопанската комора на Македонија. Измените во Законот за трговија влегуваат во сила 8 дена по нивно објавување во службен весник на Република Македонија. До четврток нашето подрачје ќе биде под влијание на циклонска активност што ќе предизвика претежно облачно и посвежо време со врнежи од дожд и ретки грмежи. Од целиот бран локално се очекува да наврнат и над 75 литри на метар квадратен. В петок и сабота времето ќе биде посончево со значителен пораст на дневната температура, но во попладневните часови ќе има локална појава на пороен дожд и грмежи. Во Скопје времето утре ќе биде умерено облачно со врнежи од дожд и температура до 23 степени. В петок температурата во Скопје ќе достигне 26 степени, а во деновите од викендот 28 и 30 степени. И уште една информација за крај. Дел од корисниците на општина Бутел утре од 9 часот ќе останат без водоснабдување поради уличен дефект на улицата Бутелска во близина на полициската станица Бутел. Без водоснабдување ќе останат корисниците од улиците Хошимин, Марко Крале, Љубо Петровиќ, Дапница, Мрежичка, Зуфер Мухиќ, Коле Канински, Призренска, Галичник и Мостарска. Ова е последната информација за денеска во вестите. А повеќе информации може да најдете на нашата веб страна и Facebook фан страната. Пријатно!